Добре, криптоентузијасти, денеска имаме специјално видео, нешто интересно, нешто ново, нешто што досега не сме направиле. Значи да, треба да направиме генерална анализа на тоа каде се наоѓаме во самиот пазар на крипто, со тоа што би било генерално последна голема анализа пред следниот состанок на ФЕД, кој што треба да го очекуваме во следната среда, како и пред следните фактички избори во Америка, кои што доаѓаат на 8 ноември. Значи ќе поразговараме за тоа малку подоцна во видеото, но денеска за почеток сакам прво, значи иако добив пола од дозволите кои што ми се потребни, но чисто ќе ги најавам, нели? Значи ќе направиме една споредба во однос на позитивниот сентимент кој што се наоѓа на пазарот, како што си примерите со двајца од членовите на Криптовалути Македонија, и кој што првиот е модераторот Никола Давидков, а вториот ни е еден од членовите на групата Александар Стојанов, во кој што имаме две анализи кои што се сосема на место и кои што на вистина и во нашата анализа ќе видиме дека сосема се совпаѓаат со она што го имаме, но нели чисто да покажеме која е позитивната и која е негативната страна на сентиментот во однос на оно што доаѓа во следната недела, затоа што оно што доаѓа во следната недела, како што напоменавме уште еднаш, се состанокот на Федералната резерва, каде што ќе добиеме уште една каматна стапка од минимум 0,75%, што, нели, како и секој ќе одигне доларниот индекс и ќе ги намали сите останати пазари поради страф на пазарот и поради тоа што цената на доларот расте нормално. И втората ни е самите избори на 8 ноември, кои што ќе покажеме што историски до сега значат и како историски до сега делувале на пазарите, со тоа што, значи, прво, како да речеме, во ова вежба која што ќе пробаме да направиме денеска, чисто да споредиме кои се, значи, позитивните и негативни страни на оно што може да се случи, ќе ги споредиме прво позитивните страни и потоа ќе влеземе во негативните страни во однос на нашата анализа, да видиме што се опциите на, да речеме, инвеститорите или трговците надвор. Сега, првата, како што е спомнато во самата анализа, сега јас искрено не знам кој е Blue Whale, претпоставувам дека е некој трговец, како и да е. Значи, од ова што успеав да го видам овдека, ова е чарт на биткоин на неделна, значи на неделна основа, каде што имаме, нели, оваа формација на пајачки триаголник која што моментално е пробиена, но се уште, значи немаме завршување на оваа свеќе надвор од овој триаголник за да биде потврдена, но голема е веројатноста со оглед на фактот дека имаме голема свеќе над овој триаголник, односно истото можеме да го видиме на оваа анализа овде. Значи, иако кај мене малку поинаков, но оприлика тоа е самата идеја за овој пајачки тренд, со тоа што тоа е првиот од оние сентименти кои што моментално ни покажуваат дека станува збор за доста силен. Вториот дел кој што ни е позитивен овдека ни е самата булиш, значи диверзија на RSI, каде што гледаме дека додека самиот RSI се движи нагоре, имаме движење на цената на биткоин надолу, што како такво представува bullish divergence, која што ни покажува дека наскоро ќе дојде придвижување на цената нагоре, како и третата каде што имаме конечно вртење на самиот волумен нагоре над нулата и сигналната и базичната линија се конечно во bullish сценарио, со тоа што сигналната е над базичната линија. Значи, од она што се го гледаме на овој дел од неделната анализа, значи гледаме дека на вистина вака поставени работите ни покажуваат солидно булиш сценарио кое што би можело да представува почеток на наредниот бул маркет. Тоа е сосема на место и како што кажаме сите овие на вистина го покажуваат тоа во реалност. Но интересно од целото ова, сега нели повторно ќе се вратиме повторно на сето тоа назад, но само на кратко прво да покажеме дека она што не е прикажано на оваа анализа, значи во оваа ситуација, првенствено е тоа што самата цена на биткоин моментално се наоѓа точно, значи овој отпор што моментално го гледаме надвор од овој паѓачки триаголник е директно bull market support бендот, кој што досега, значи за да разговараме за влез во bull market, значи можеме прво да разговараме кога конечно ќе добиеме успешен ретест на bull market support бендот, што гледаме дека уште од самиот врв тоа не е случај, значи сме имале еден кој што не е успешен и сме паднале под истиот досега. Тоа значи дека над нас моментално за придвижување понатаму на цената на биткоин прво треба да се најдеме над bull market support бендот и успешно да го ретестираме за да можеме да продолжиме со следно движење, како и 200 неделната средна вредност под која што се наоѓаме доста длабоко. Значи тоа се првите две работи кои што моментално не држат под ова ниво кое што моментално се наоѓаме, како и уште една интересна работа која што мораме исто така да забележиме е
средината на Болинџер бендот, која што исто така до сега се покажува како солиден, може да забележите. Значи претходно сме успеале да пробиеме над неа, но ритестот е неуспешен и паѓаме под неа, како и до сега. Значи гледаме дека до сега дури во претходниот bull market сме успеале да се движиме над средината на Болинџер бендот, додека во оваа ситуација гледаме дека ритестот е неуспешен и моментално ова е прв тест на средината на Болинџер бендот после ова стеснување, уште од самиот почеток на, да речеме, овој bear market, со тоа што, значи, доколку вака се задржи самата цена на биткоин, значи средината на Болинџер бендот ќе помине надолу, а новата свеќа ќе започне над средината на Болинџер бендот, но тоа е доколку денешниот и утрешниот ден ја задржат цената на биткоин на ова ниво, што не мора да значи дека ќе биде случајот, исти може да се коригира во текот на денешниот ден, како што гледаме веќе е 0,6% надолу, така да мораме да оставиме да видиме како ќе заврши денешниот и утрешниот ден пред да разговараме за било каков тип на понатамошни булиш сценарија. Значи, не го порекнувам, ова што они го анализирале, овие се комплетно на место, значи, индикатори кои што ни покажуваат дека навистина имаме булиш диверзија. Со тоа што мораме да ги земеме и негативните и да видиме каде се наоѓаме, со цел да можеме да заклучиме дали преовладува сентиментот за булиш диверзија или пак имаме се уште поголем, да речем, поголем процент на негативно движење на цените, како на традиционалните пазари, така и на криптопазар. Значи, од оваа ситуација каде што моментално се наоѓаме, она што овдека не е представено, како што рековме, се прво bull market support бендот, под кој што точно се наоѓаме моментално, и до сега со неколку пати, со неколку обиди не сме успеале да го пробиеме. Значи, само што го допираме, фактички па се добиваме корекција надолу, а да не разговараме за пробивање. Дополнително, далеку сме од 200 неделна цена на рас, која што исто така представува пречка за движење на цената нагоре, како и средината на Болинџер бендот, за која што сега разговаравме. Значи, тоа се трите на некој начин пречки кои што и предстојат на оваа формација за продолжување на истата нагоре, со тоа што, значи, повторно, MACD е во позитива на неделно ниво, но повторно, значи, кога се префрлува од позитивно во негативно и обратно, негативно во позитивно, нормално прво започнува на помалите, значи, на time frames, како што е во оваа ситуација, значи тоа на неделно ниво, односно ова промена на MACD конечно во позитива, како што можеме да видиме, со тоа што значи истата своевремено да се пренесе на месечно ниво кога ќе имаме соодветна корекција нагоре, каде што на месечно ниво за прв пат после долг период имаме конечно промена на сентиментот, како што веќе анализиравме во претходната недела, со овај бел столб каде што практично се намалува притисокот за движење на цената надолу. Сега, се е тоа во ред, ќе напоменам уште еднаш, да, навистина сите овие работи покажуваат позитива, но имаме многу фундаментални причини кои што ни покажуваат дека се уште не можеме да очекуваме целосно оформување на дното или дека ова навистина беше до 17,5К и придвижување во следниот bull market. Сега, која е следната работа која што јас се наоѓам како проблем во оваа ситуација? Да, имавме многу голем пуш нагоре, но тоа е директно предизвикано од овој момент. Значи, прво, имавме огромни ликвидации на шорт позиции. Значи, како тоа изгледа? Кога имате 700 милиони во еден ден, потоа 600 милиони во втор ден и во истата недела имате уште 450 милиони, значи имаме повеќе од практично 1 билион и 700 милиони и повеќе шортс ликвидирани, што уствари автоматски ваквата ликвидација ќе крене цената нагоре. Односно, кога ликвидирате шорт, вие фактички ја буткате цената нагоре. Значи како тоа функционира? Сега, интересно зошто кажувам дека ова навистина е манипулација. Значи затоа што гледајте кој ги има направено, значи овие ликвидации. Гледајте ги, значи колку се количините во однос на различните менувачници. Значи FTX во оваа ситуација од вкупно 700 милиони има 520 милиони првиот ден шорт ликвидации. Вториот ден од 617 он има 517, така? И во истата оваа недела од 457 он има 340. Значи скоро сите шорт ликвидации во овој период се направени на една берза. Кажете ми дали тоа вас не ви изгледа како сомнително. Прво,
Зошто? Затоа што кога имаме ликвидации на шортс, значи цената не прашува, едноставно почнува да ги активира нивоата на кои што е ставен стоп-лосот на сите овие шортс, односно во моментот кога што вие сте поставиле позиции, да речеме шорт, чисто да напоменеме за оние кои што досега на пример не го следеле ова и не знаат како изгледа. Значи ќе ставиме шорт позиции, така ќе ставиме повеќе шорт позиции во кои што да речеме стоп-лосот ни е во оваа ситуација. Значи тоа е една позиција, ова е втора позиција, ќе ставиме шорт лос овде, потоа ќе ставиме трета позиција со некој повисок шорт лос, како и да е. Стоп лос, извинете. Со тоа што ова што гледате овдека е како се ставаат позиции на TradingView за да следите вашата позиција во вашето тргување. Со тоа што овој црвен дел, значи линијата од каде што ја гледате средината, каде што се разликуваат двете страни, во случајов нели црвената и зелената, е уствари линијата на која што вие сте отворили позицијата. Значи шорт и лонг позиции се леверидж позиции во кои што вие фактички доколку сте на шорт позиција, вие позајмувате, значи одредена добро во случајов биткоин, за истото да го вратите подолу на пониска цена, а разликата ја земате за вас како профит. Значи тоа е шорт позиција и обратно лонг позиција, обратно нормално го позајмувате, го враќате по повисока цена, разликата е повторно ваша. Со тоа што вие го ставате не е ваше и затоа многу лесно може да го изгубите. Која е идејата? Сите овие позиции имаат шорт лос кој што може да видите на горната страна овдека, значи е запишано кој процент на шорт лос вие стоп лос го имате, со тоа што ако цената се придвижи нагоре 7,3%, фактички самата позиција ваша ќе се затвори, а вие ќе вратите назад целата сума која што сте земале и ќе вратите 7,3% како загуба за тоа што сте фактички продале по ниска цена, а требало не разбирате, значи фактички разликата е тоа што вие го враќате на менувачницата за тоа што вас ви позајмила средства. Значи во втората позиција имаме 3,5, во првата позиција има 3,8. Со тоа што кога цената ќе почне да се движи нагоре, она фактички ги активира овие стоп лоси. А кога ги активира овие стоп лоси, значи што уствари се случува? Значи, за да можеме да го објасниме тоа детално, ќе мораме да објасниме како уствари функционира самата шорт позиција и ќе сватите што уствари се случува понатаму на пазарот. Значи, шорт позициите, да речеме дека вие сте земали на 20.000 биткоин за да работите да бидат наједноставни. Проблемот е што вие кога ги земате, фактички вие не го земате тој еден биткоин, туку вие фактички заложувате позиција на 20.000 во која што доколку значи, самата менувачница од вас очекува назад да бидат вратени фактички 20.000, односно еден биткоин. Така, и тоа што, кога цената ќе почне да паѓа, доколку вие се остварува, да речеме тоа што вие го очекувате, и почне да се движи надолу, значи колку поевтин е фактички во случајот биткоинот, да речеме цената пада до 18.000, вие назад на самата менувачница и враќате еден биткоин во моменталната цена. Што значи дека ако вие вратите во овој случај каде што цената паднала до 18.000, вие враќате 18.000, односно еден биткоин, а оние 2.000 кои што се оствариле во оваа позиција, остануваат за вас како профит. Што се случува во обратната ситуација, каде што цената почна да се движи нагоре. Значи, оној еден биткоин што вие сте го позајмиле, кој што кошта 20.000, сега веќе кошта многу повеќе, кошта 20.300, 20.400. И вие мора да го вратите назад како таков еден биткоин, и ако го оставите се повеќе и повеќе кошта на пазарот, и поради таа причина стоп-лосот што прави? Докупува, значи биткоин, затоа што вие сте купиле на 20.000, но цената моментално достигнала 20.400. Значи он докупува биткоин во износ од $400 од она што вие го имате на вашето портфолио, со цел да врати на самата менувачница. Сега што се случува? Првиот стоп-лос докупил $400 за да врати еден биткоин колку што вие сте земале на самата менувачница. Вториот докупил во случајот, да речеме, ако бил отворен на 2000, твој буквално на 20.000, а се качил до 768, значи он мора да докупи $768 за да врати на менувачницата со цел да биде чист, фактички да ја затвори оваа позиција. Третиот купил на 19.743, а цената достигнала 20.132. Што значи дека он требало прилика уште $1000 и нешто да купи биткоин за да може да врати целата сума која што ја позајмил од менувачницата. Со тоа што на тој начин ги активирате овие стоп лоси и сите овие луѓе кои што очекувале цената да падне, сега се принудени да ја затворат својата позиција преку купување на она разлика која што имаат со цел да можат да вратат на берзата. И на тој начин активирањето на стоп лосите уствари прави постојано купување
на повеќе и повеќе биткоин, со тоа што колку повеќе се намалува количината на биткоин поради активирање на стоп лосите и купување на овој биткоин од пазарот, толку повеќе се зголемува цената на биткоин. Што значи овој шорт сквиз кој што се случи поради оваа ситуација која што ви ја покажав на ликвидирање овде, значи овие од 5 дена фактички вие имате 3 дена во кои што имате масивни ликвидации во 700, 600 и 450 милиони долари, каде што дополнително тоа е забрзано со луѓе кои што купуваат поради тоа што веруваат дека цената ќе се придвижи нагоре, и доаѓате до ситуација каде што она што постојано го кажуваме во оваа ситуација е дека вие фактички стоп лос сквизот е причината поради која што ние моментално се наоѓаме во овој нагорен тренд. Значи, иако не е тоа единствената причина, дополнителна причина е тоа што и самиот DXY е во корекција. Че гледаме дека веќе 2 последователни недели се наоѓа во корекција, која што заврши на дното на овој канал, како што реков дека ќе заврши, но тие два фактори заедно, искомбинирани со оваа манипулација која што е очигледно направена од страна на FTX, допринесоа на криптопазарот да се придвижи нагоре во многу голема, да речем, количина. Со тоа што ова е регуларна формација, но истата може да се претвори во бултрап, затоа што во моментов ќе имате еден куп луѓе кои што ќе купат, очекувајќи дека конечно пазарот ќе се придвижи нагоре, и ова што го гледате моментално ќе се случи обратно. Односно сега веќе лонгс ќе бидат ликвидирани затоа што сите очекуваат цената да отиде нагоре и ќе ставаат лонг позиции, и нормално ќе се случи сега лонг сквиз, односно ќе се случи истото што сега моментално го објасниме, само во обратна насока надолу. Тоа не значи дека сигурно ќе се случи, но со оглед на фактот дека ова придвижување на пазарот, како што можеме да видиме, е првенствено поради оваа манипулација и тоа исклучиво од една менувачница. Значи, доколку ова е нормален шорт сквиз и тоа е нешто што самиот пазар го предизвикал, нема да имаме една менувачница која што има 90% од позициите кои што се ликвидирани. Значи не може да имате една, затоа што на сите овие менувачници имате различни луѓе кои што поставуваат лонг и шорт позиции. Ако ова било природен процес, истите до сега ќе се покажеа во однос на тоа што волуменот ќе беше распределен помеѓу сите овие менувачници, а не фокусиран само на FTX. Затоа првенствено ова е причината која што јас се гледам за оваквиот брутално движење на пазарот нагоре, што моментално го видовме во претходната недела. Иако дополнително падот на доларот тоа не го помогна нормално, туку го забрза. Јас значи ова се трите работи кои што досега ги објаснував во однос на оваа анализа, дека навистина се наоѓаме во момент каде што ова може да биде бултрап наместо традиционално почнување на следен бул маркет, но тоа е една краткорочен тренд. Зошто го велам тоа? Затоа што на крајот јас повторно очекувам до крајот на следниот месец или средината на следниот месец ние навистина да добиеме уште една мала корекција која што ќе представува дното на овој маркет. Барем тоа се моите очекувања, нормално ова е валидно анализирање. Јас пробав да го комуницирам во случајов Никола со цел да побарам дозвола од него да можеме да го искористам ова. За жал не успеа да ги види пораките на време, а потребно е да се направи во моментов. Така да се надам нема да имаме, нема да ми замери за тоа. Сепак ова е направено во најдобра намера. Јас навистина би сакал, значи ова е прост пример за соработка на заедницата, она што постојано го барам како од групата криптовалути која што постојано било отворена соработка со нас, така и со оние кои што го следат нашиот канал. Значи јас постојано го барам тоа критичкото мислење и размената на идеи помеѓу луѓе кои што навистина го знаат ова, е начинот на кој што најдобро ќе може да дојдеме до најдобрата позиција, најдобриот заклучок за тоа каде се наоѓаме и што очекуваме понатаму со пазарот. Така да уште една се надевам дека господинот Никола нема да ми замери. Ова е направено со најдобра намера и нормално отворен сум за соработка доколку има, соодветни мислења на ова што јас го кажам моментално да ги споделиме. Значи доколку сака може да го поканам да биде дел и од нашиот канал на еден подкаст или па можеби самиот да ги даде неговите идеи во коментар, како и да е, во секој случај, значи затоа што не успеа да ни одговори, би сакал да го поканам доколку има некои мислење во однос на неговата анализа, спротивни на она што моментално јас го кажав, да ги сподели со нас, со цел и јас да научам и вие да научите и да добиеме многу појасна слика, затоа што повеќе умови мислат многу подобро од еден. Така да тоа е начинот на кој што можеме да добиеме комплетна слика на ситуацијата. И втората ситуација позитивна, која што јас верувам дека навистина има солидна основа за тоа, значи ќе ја зголемам малку, е сега,
Ова е уствари Wyckoff акумулација, која што јас уште на почетокот спомнав дека ќе направиме видео околу неа, односно тоа објаснување што се Wyckoff акумулации и дистрибуции, затоа што истите се многу познати на пазарот, истите се појавуваат многу често. Значи на кратко, Wyckoff акумулација и Wyckoff дистрибуција потекнува од самиот економист Wyckoff, кој што живеел во 70-тите, ако не се лажам години, кој што самиот после увидел дека пазарот наспроти малите трговци се движи постојано како некој да знае точно што они планираат. Односно, он тоа го нарекува човекот позади сцената, кој што ги држи практично сите оние, нели, како марионетски кукли, конци. Значи вели, тој е еден, значи кога треба да се движите во генерално пазарот, замислете во пазарот како еден противник, односно онаа страна на богаташи и оние луѓе кои што навистина имаат соодветни средства да го манипулираат пазарот. Замислете и како еден трговец кој што тргува спротив вас, значи целосно тргува наспротив вас. Со тоа што, значи истиот вели дека постојат соодветни, значи со долгогодишно посматрање на пазарот, истиот дошол до заклучок дека постојат соодветни шейкаут фази во кои што фактички големиот човек позади сцената прави акумулација која што потоа ја претвора во движење на цената нагоре и дистрибуција, односно практично кога прави акумулација, прави малите трговци и луѓето кои што инвестираат да мислат дека пазарот се уште ќе паѓа, односно ќе објасниме точно за што станува збор. Само сакам да ви објаснам која е неговата идеја. И обратно, кога конечно ќе се придвижи нагоре затоа што акумулирал соодветно количина од доброто кое што сака да го тргува, истиот постојано прави да речем мали корекции кои што ги тераат луѓето и трговците да мислат дека пазарот ќе тргне надоле, а он во сето тоа време фактички го се ослободува од ова добро и го продава на оние кои што моментално се наоѓаат во акумулациона фаза, а истите го купуваат мислејќи дека се уште пазарот ќе оди нагоре, пред истиот да го колабира пазарот и да го повтори овој процес. Сега, како уствари тоа изгледа? Значи еве чисто на оваа слика овдека, значи уште еднаш да напоменеме, ова е дело на Александар Стојанов, кој што во неговата анализа, значи буквално убаво го објаснил тоа. И сега јас, например, наспроти неговата направив и собствена во однос на тоа што јас мислам дека се случува, со тоа што и него ќе го поканам нормално да остави коментар или да ни се приклучи доколку го сака на еден подкаст да поразговараме во однос на точно оваа тематика, посебно во однос на Wyckoff, каде што јас моментално ќе објаснам каква е неговата слика, каква е мојата слика, со тоа што ќе оставам на вас да одлучите, нели, што би било посоодветно. Значи, Wyckoff акумулацијата е крајно булиш формација, во која што имаме придвижување на цената во овој рейндж, така се нарекува, горниот и долниот рейндж, кој што моментално е формиран од, во случајов AR, тоа е Automatic Rally, односно кој ќе добиеме, ќе го објасниме тоа во самата скица, но нели сега првенствено да ви објаснам како прилика генерално изгледа. Значи имаме горно поле кое што ствари представува горната граница на овој рейндж во кој што се акумулира и долно поле во кое што представува долната граница на рейндж во кој што се акумулира. Значи ако сте ги гледале нашите видеа, ова буквално представува акумулациона зона во која што оној големиот човек кој што навистина има капитал се обидува да ги излаже луѓето да продаваат кога треба да купуваат и да купуваат кога треба да продаваат. Односно, во секој момент кога луѓето помислуваат дека овој ритест ќе се проложи надолу, он ќе купи за да ја задржи цената овде. Кога истото ќе продолжи да движи нагоре, он ќе продаде само мала количина за луѓето повторно да се исплашат и да почнат да продаваат каскадно, со тоа што цената ќе се врати доле. Значи он буквално ги користи сите моменти каде што цената ќе дојде до долната граница на ова поле, да купи со цел да не дозволи на цената да се придвижи во повторен пат и сите овие горни елементи, каде што моментално цената ќе се придвижи во горните граници, ги користи да продаде со цел да не предизвика предвремено движење на цената нагоре, се додека не акумулира колку што он сака. Значи буквално во оваа ситуација големците се тие што акумулираат и одлучуваат кога ова акумулационо поле ќе заврши, за истите да го лансираат во крајниот дел од самата формација. Значи тоа е идејата и до сега неколку пати дури во самиот крипто, ако се сеќавате, значи претходното лето од 2021 година пред последниот дел од Bull Run беше потврдена и анализирана Wyckoff акумулација. Ако се сеќавате, истото го правев на значи иако тогаш не правев видеа, го правев на фактички она слика со долг текст, да речем,
Но буквално тоа беше потврдено во претходното лето, само што јас се обидов да го објаснам на луѓето кои што следеа мојата работа во почетокот кога почнав со слики и текстови. Сега. Значи, неговата работа е сосема солидна во она што тој го анализирал овде, со разликата на тоа што Wyckoff акумулацијата е во две различни шеми, со тоа што првата има Spring, значи чисто да објасниме што уствари представува, сега ќе ви објаснам како иста да представува на шемата, а потоа иста ќе ја примениме како кај сам момент. Кај Александар, така и на мојот чарт да видиме која е разликата. Значи, првенствено што уствари се случува. Ова е по правило, ова фактички би требало да биде главниот пат кој што го имавме во Тера Луна, кој што нормално исто и он, исто и јас овде како го имам обележено, тоа е крајниот пат на Тера Луна, со тоа што PS, Preliminary Support, ни представува она поле каде што се уште цената се обидува да се задржи пред да дојде до конечното дно кое што представува во случајов првиот selling climax, кој што представува значи најниската цена по која што фактички се продало во почетокот на оваа фаза, на фазата А, односно во почетниот дел од оваа Wyckoff акумулација. AR, значи Automatic Rally, односно нормално после секое големо продавање имаме луѓе кои што ќе купат и тоа најчесто се движи со голем волумен и со голема брзина нагоре. Потоа имаме secondary тест. ST представува secondary тестови кои што фактички по правило secondary тестот треба да го тестира нивото на првиот пат и да оформи второ ниво кое што ствари представува полето во кое што значи големиот човек, пак ќе речам, купува секогаш кога цената ќе се придвижи доле и продава секогаш кога цената ќе се придвижи горе, кое што е уствари самиот PS, односно Preliminary Support, како и AR, односно Automatic Rally, уствари представуваат горните граници на самата Wyckoff акумулација, каде што овој голем човек продава со цел да задржи цената во ова поле, се додека не акумулира доволно и го предизвика овој скок. Со тоа што, значи шемата која што во случајов Александар искористил е втората шема, или добро, во случајов првата шема, каде што имаме Spring, односно каде што цената треба да се симне под selling climax и secondary тест, односно да имаме уште подлабок пат, кој што уствари треба да тестира, значи според пишувањето на Wyckoff, ова уствари представува главниот тест во кој што оние големици тестираат дали на вистина е комплетно изгубено, да речем, желбата за купување на оние на пазарот, затоа што овдека се гледа дали на вистина луѓето конечно откажале, затоа што додека луѓето не се откажат, они постојано имаат момент во кој што ќе прават оваа обратна математика, каде што во случајов ја буткаат цената надолу со продавање на она што го поседуваат, во случајов биткоин, со цел да видат дали луѓето се уште ќе ја купуваат овде. Доколку видат дека нема конечно луѓе кои што ја купуваат, односно интересот за ова добро конечно се намалил, значи дури тогаш почнуваат со придвижување во следната дистрибутивна зона со овој масивен булран, со што го враќаат интересот во ова добро. Значи на тој начин фактички ја манипулираат масата преку губење и враќање на интересот за ова добро, како и преку продавање и купување обратно, со тоа што он буквално ги користи вашите пари за да купи повеќе од ова добро. Затоа што секогаш кога ќе дојде цената долу, он купува и ја предизвика да оди нагоре и нормално сите оние кои што ќе видат дека се придвижува нагоре купуваат со цел нели затоа што пазарот се движи нагоре. Со тоа што он ова што го купил овде ќе го продаде во горниот дел од акумулацијата, каде што нормално луѓето ќе изгубат верба и ќе се превладее стравот затоа што цената почнува да се враќа надолу, а тоа сте го предизвикале вие затоа што имате голема количина од ова добро. Кога цената се враќа надолу, они продаваат поради страв. Нормално кога ќе се случи ова повторно, вие купувате. Значи вие фактички постојано сте во профит, а оние кои што се нови на пазарот, кои што мали на пазар поради страф и поради немање информации, се оние кои што постојано ви ги продаваат по поевтина цена или купуваат по поскапа цена, она што вие им го продавате или купувате. Значи на тој начин функционира самата шема, со тоа што пак ќе напоменеме, значи неговата шема е според првата шематски приказ каде што треба да имаме Spring. Но јас не верувам дека е тоа така, затоа што и во самите книги исклучиво пишува дека спрингот, ако е оваа шема, треба да биде под претходното дно. Со тоа што јас верувам дека станува збор за втората шема, каде што наместо спринг, значи спринг уствари представува федер,
односно оној последен тест каде што гледате дека интересот за ова добра е изгубен и дека мора да го изманипулирате во придвижување нагоре на цената, односно купувате се што има преостанато и на тој начин правите голем скок во цената и постојано купувате со цел да го забрзате и понатаму, со цел да ги натерате луѓето да се приклучат на ова и на тој начин веќе почна цената да се придвижува многу нагоре до дистрибутивната зона каде што он ќе почне да ги продава на оние кои што касно доаѓаат на пазарот. Значи зборуваме за големиот човек, така. Сега, разликата во тоа е што наместо првата имаме втора шема во која што имаме LPS, односно Less Point of Support. Тоа представува, значи, кога постепено ја дига цената во ова акумулационо поле нагоре, пред да дојдеме до истата ситуација каде што има SOS, односно Signs of Strength, кои што представуваат моменти каде што цената ќе се дигне над ова поле, односно над оваа граница која што представува првите две точки и каде што ќе направи успешни ретести пред нејзино продолжување нагоре, со тоа што Less Point of Support представуваат нивоата на кои што се враќа цената, прави support ретест, се придвижува нагоре, со тоа што зашто се вика Less Point of Support, затоа што веќе не се враќа на истото ниво. Гледате дека постојано овој Less Point of Support се зголемува нагоре со цената, со тоа што SOS, односно Signs of Strength, е главниот момент кој што треба да го добиеме за да утврдиме дека навистина сме во завршниот дел од оваа фаза. Со тоа што, ако ги споредиме, значи на Александар, единствено што најдов е тоа што спрингот самиот по себе, кој што он го определил, представува момент кој што треба да биде под selling climax-от, а тоа не е. Затоа и верувам дека неговата шема е комплетно точна, со исклучок на тоа што наместо спринг станува збор за LPS, односно Less Points of Support во фазата C, пред цената да почне да се движи нагоре. Но, значи во рете, што се мај наместо оно што тој го направил, истото го направив ја чисто за да видам дали е тоа така. Добро, и секондари тест никогаш не успеал да стаса до претходното дно, во ред, и тоа не е проблем, значи, нели, во однос тоа што јас го имам читано, секондари тест не мора секогаш да биде исклучиво до selling climax-от, но ако е ова LPS, делот кој што он го определил овдека, значи спрингот, јас верувам дека LPS-от е многу поголем од она што тој го определил, затоа што првенствено се уште не сме ни се придвижиле за тестирање на оваа горна зона, освен овој дел кој што можеме да видиме дека се уште е во фазата Б, затоа што е директно после утврдување на овие две точки. Со тоа што ако ова е LPS, односно Less Points of Support, ние се наоѓаме прво под самиот bull market support band, кој што ќе биде исто така една од пречките за да се придвижиме нагоре. Второ, значи мораме да поминеме над ова поле, што го имаме овдека, со овој ретест, и тој момент веќе можеме да разговараме за потенцијално финализирање или пак реално реализирање на оваа фаза, на оваа формација, односно Wyckoff акумулацијата, каде што буквално ќе дојде до момент каде што ќе го ретестираме оваа најголема точка, каде што цената се придвижи до 25.000 и доколку истата е пробиена, веќе навистина имаме потврда на SOS, без разлика дали е оваа или оваа, без разлика дали е втората или првата шема. SOS ќе биде главниот момент кој што ќе ни покаже дека навистина сме во Wyckoff акумулациона зона и тоа исто така е еден од многу добрите фактори кој што може да ни покаже дека ова било дното на овој пазар. Значи да, сосема се слагам комплетно со анализата на Александар, со разликата во тоа што ако ова се покаже дека не е LPS, ние се уште можеме да се вратиме на првата шема, каде што ќе имаме спринг, кој што ќе биде предизвикан во следните 2 недели. Сега, овде е разликата во тоа што или сме во оваа фаза, каде што сме во LPS, или пак, наместо оваа формација која што моментално е овдека запишена, ќе добиеме една сосема поинаква формација, каде што во наредниот период ќе го добиеме тој спринг за кој што разговараме, под оваа зона на SC, односно Selling Climax, што уствари ќе представува финалната капитулација, која што ние толку време ја чекаме, предизвикана од факторите на нашата фундаментална анализа, односно 1 и 2 ноември самиот состанок на Федералната резерва, како и изборите на 8 ноември во Америка. Значи, ова би било фактички на некој начин буквално предизвикано од тие фундаментални, да речем, причини, со тоа што ако ова представува, нели, конечната капитулација, која што уствари е спрингот, значи тогаш веќе ќе имаме истата формација, само што ќе имаме враќање назад, ова ќе биде LPS, Points of Support, ќе се придвижиме нагоре конечно до ова, нормално ќе добиеме уште една корекција, претпоставувам, со оглед на фактот дека ова е доста јака зона,
Значи, следното би било фактички утврдување на SOS, односно Sign of Strength, ќе имаме кратка акумулација за ретест и потоа ќе се придвижиме во следната во практично следниот булран. Со тоа што, значи чисто да напоменем уште еднаш, ова се двете опции кои што јас ги гледам, кои што се исто така, значи двете валидни, солидно, значи уште еднаш ќе напоменам. Ми се допаѓа многу кога гледам други анализи, посебно кога тоа представува анализа на некој од нашата земја, луѓе кои што навистина го работеле ова долго време, се тоа се идеи кои што ниту една не може да биде комплетно значи одречена. Да, ова нема теоретски шанси да се случи, нормално ако не е нешто банално. Со тоа што значи во ред е тоа дека навистина од овој момент ние можеме да се придвижиме нагоре. Но мојата идеја, значи како исто така аналитичар, исто како нив, како мои колеги, се уште гледам дека оваа опција е многу по-веротостојна, односно дека ќе имаме уште еден пат кој што ќе се најде под овој selling climax, кој што ќе ни представува точно она што ни го покажува акумулационата шема 1, односно самиот спринг, кој што се уште не сме го добиле, со цел да се придвижиме по следниот bull market. Значи, ако е таква ситуација, Wyckoff акумулационата шема е комплетно на место, со тоа што имаме, како што реков, две шеми. Првата е таа што во случајот би можела да продолжи нагоре, затоа што имаме LPS, немаме spring, односно втората шема, и првата шема во која што имаме spring, која што во ситуација би представувало точно следниот месец, каде што ќе имаме покачување повторно на каматната степка на доларот, која што ќе зголеми цената на доларот, со тоа ќе ги бутне сите пазари надолу, и втората е стравот на пазарот кој што доаѓа поради неизвестноста за тоа што ќе се случи на изборите на 8 ноември. Сега, ова се нивните две шеми кои што јас навистина уште еднаш ќе кажам ги ценам. Јас уште еднаш благодарам на целата група криптовалути за нивната соработка и ми е многу мило кога луѓе коментираат на моите видеа, мило ми е кога ќе видам туѓи анализи, но значи сега ќе продолжиме со нашата работа во однос на тоа кои се дополнителните фактори кои што јас ги гледам дека втората варијанта, односно оваа жолта линија би била уствари она што јас очекувам да се случи на пазарот, и затоа се уште имаме 50% од нашето портфолио неалоцирано со цел доколку го добиеме овој спринг. Сега, да напоменеме вака. Значи, ако се сеќавате, ако сте гледали нашите досегашни портфолио видеа, значи на почетокот уште тоа беше негде 18 октомври, да, извинете, 18 јуни, ние алоциравме значи 25% за тоа што алоциравме уште еднаш нели кога дојде ситуацијата за мерџот на Ethereum. Значи нашето портфолио до сега е алоцирано 50% со тоа што имаме останато позиции уште од претходниот bear market, кои што се уште не се продадени, поради тоа што не ја достигнавме 100.000 таргетот на биткоин кој што ние го очекувавме. Значи ние имаме масивна количина од нашето портфолио веќе алоцирана во она што ние очекуваме да ни биде почетна позиција следниот bull market. Сега сакам многу внимателно да обрнете внимание. Значи, ние веќе сме во солидна позиција за дури и да се случи да сме грешка. И ова да биде на вистина формацијата која што е објаснета од Александар со LPS, односно Less Points of Support, истата да продолжи да го пробие bull market support бендот, да пробие над 200 неделната средна вредност, да пробие над средината на Bollinger бендот. Значи ние сепак ќе бидеме во одлична ситуација, затоа што доколку го споредиме ова на глобално ниво, постојано оно што го кажуваме е дека цената на биткоин се наоѓа долу значително. Значи само чисто за споредба, само момент. Значи цената на биткоин се наоѓа значително долу, чисто нели за оние кои што моментално можеби прв пат гледаат. Значи моментално од претходниот all time high од скоро 70.000, моментално цената се наоѓа на до овој момент на 70%. Значи 70% корекција. Со тоа што ние очекуваме цената на биткоин да отиде многу над претходниот all time high. Што значи дека нашата позиција од 50% од ова портфолио кој што ни беше спремно за овој bear market, заедно со позициите кои што ги имаме од претходниот bear market, значи ние сме во многу добра позиција и да сме грешка. Значи нашиот DCA ни дозволува и да купиме во повисока позиција. Да речеме дека сега моментално цената ќе се придвижи на биткоин нагоре, според оваа шема која што беше фактички првата, и да дојде моментот на sign of strength. Дури и да купиме на 26.000 и да остане да чекаме до овој знак на сила, или пак може би ретестот на самиот bull market support band, ние ќе бидеме повторно во некој 50 до 55% во негатива од претходниот all time high, каде што би го ставиле и останатиот дел 50% од нашето портфолио. Нормално ќе видиме како ќе се движат работите нагоре, но зборуваме доколку сме грешка.
Значи затоа постојано кажуваме дека DCA е многу битна работа и дека секогаш треба да почнете да алоцирате во однос на тоа каде се наоѓате на пазарот за да го намалите ризикот. Затоа ние досега правевме DCA со цел да го намалиме ризикот и да сме грешка и да го промашиме фактички самото дно, да бидеме во ситуација да бидеме повторно многу во позитива, иако сме биле грешка. Значи тоа е она работа која што луѓето кои што моментално гледаат нашиот канал мораат да разберат. Значи не може да очекувате дека точно ќе го определите самото дно на маркетот, првенствено затоа што не може сите да бидат во право. Значи многу едноставно. Или ќе биде Никола во право, или ќе биде Александар во право, или ќе биде Антонио во право. Значи не може сите да бидат во право. Со тоа што треба да се поставите себе си во однос на ризикот на пазарот, да бидете со најмал ризик за по вашиот профит во следниот бул маркет. Затоа, значи да купите во овој момент и да не сакате веќе да чекате со оглед на фактот дека е многу, значи следната недела ќе биде нестабилна, крајно нестабилна, и да купите во момент вие ќе бидете сосема на позитивна страна. Затоа што се наоѓате во одлична позиција за било кој од нас да е во право, да бидете во профит. Значи дури да купите моментално и цената од 20.000 да падне на 16.000, каде што изгубила во случајов негде околу 15-16%. Значи вие повторно сте во право, затоа што истата ќе изгуби 15%, но во следниот бул маркет ќе добие пута 4, пута 3. Само до претходниот all-time high, каде што моментално нели ќе се најде цената, и плюс профитот кој што ќе го добиете после прекршување на претходниот all-time high. Значи, сакам да кажам, сите оние моментално кои што анализираме пазарот е само за подобро поставување на своето портфолио во дното на овој bear маркет. Значи, поентата е само да се алоцирате што можете поблиску до самото дно. Никој нема да го погоди дното. Тоа е многу ретко некој да се случи и да се случи нема да го алоцира целото портфолио, затоа што да го чувате целото портфолио со надеж дека ќе го погодите дното е лудост. Значи тоа е многу несериозна работа. Затоа, значи ние тоа го направивме. Ако се сеќавате, првиот пат купивме кога се наоѓавме негде околу 18-18.500, вториот пат купивме кога Ethereum се наоѓаше на малку повисока цена околу 1600, така нешто беше оприлика, но сепак просекот на нашето портфолио е многу добар со оглед на фактот дека и ако трне нагоре, ние само ќе ги ставиме останатите 50%, ако трне надоле, ќе ги поставиме на уште подобра позиција. Значи тоа морам да го заклучам веднаш за оние кои што имаат сомнежи што да прават понатаму. Било кој од нас може да е во право, се останува да видиме што ќе се случи во наредните 10 дена со оглед на фактот дека имаме Федерална резерва, која што ќе кажам уште еднаш. Значи, еве да се вратиме сега на тој дел од анализата. Значи, следните 10 дена се клучни, она што моментално го разговара. Така. Со тоа што сега моментално ќе направиме кратка анализа на тоа каде се наоѓа DXY индексот, со цел да видиме зошто е тоа така и како истиот може да предизвика сосема обратно движење на пазарот. Значи, првенствено ќе се вратиме на она што го разговараме постојано, односно каде се наоѓа на глобална анализа самиот DXY индекс. Значи, гледаме дека истиот се наоѓа во канал во кој што се наоѓа уште од неговото креирање на самиот почеток на DXY индексот, гледаме, и истиот моментално горната граница на овој канал представува на некој начин крај на масивни бул маркети кои што ги имал досега два пати, ова е трет пат во историјата на DXY индексот. Со тоа што моментално ово што го гледаме, мене барем така ми изгледа нормално, е ова последно ниво пред овој масивен bear маркет, кој што уствари представува сега моментално месечно ниво на кое што индексната вредност на DXY прави ретест. Можеме да го видиме тоа овде. Со тоа што моментално се вратиме на неделно ниво, каде што работите се многу појасни, но моравме да почнеме од месечно нормално, каде што можеме да видиме дека доколку го поставиме ова од претходната масовна корекција нагоре, значи гледаме, имаме масивни корекции нагоре и надолу. Со тоа што значи, ова би било претходната корекција која што исто така кореспондира со овој канал, кој што исто така беше нели најден од еден од нашите членови на каналот. Уште еднаш ќе кажам, многу ви сум благодарен, на тој начин се подобруваме сите заедно. Значи, после оваа корекција, од ова дно, доколку го поставиме Фибоначи, гледаме дека моментално цената се коригирала до 50% од Фибоначи секвенцата, која што исто така кореспондира со што? Со месечното ниво кое што го најдовме на оној пат од 2002 година, како и моментално гледаме дека кореспондира со ова претходна, значи гледате истото ова се ритести во кои што се обидувале да го скршат, со тоа што сега моментално е ритест со тоа што
што треба да видиме дали истиот е соодветна поддршка за движење на цената нагоре. Гледаме дека каналот досега не бил скршен и она е тоа што јас ви го кажав. Иако цената се наоѓаше надвор од овој канал, гледате што се случи пред самиот крај на оваа недела. Значи моментално буквално цената се движи во самиот канал, со тоа што не заборавајте дека сабота и недела DXY индексот не функционира. Односно сабота и недела поради затварање на берзите на светско ниво, DXY индексот е замрзнат на онаа вредност која што ќе ја има после затварање на берзите во петок. Со тоа што немојте да очекувате никакво циркулирање, никакво придвижување на овој индекс до отварање на берзите во текот на ноќта денес и утрешниот ден, каде што фактички ова што гледате моментално, новата светлина ќе започне точно на границата на овој канал и останува да видиме каде истата ќе се придвижи. Со тоа што не заборавајте дека тоа што јас го гледам моментално, значи самата корекција на 50% од Фибоначи секвенцата е веќе завршена, тоа што ви го напоменав пред неколку дена и еве, тоа е уствари моментот каде што можеме да викаме истата е завршена, не заради тоа што свеќата е отворена, туку заради тоа што веќе имавме ритест на истата и цената се врати назад во Болинџер бендот и нагоре кон нивото на 38,2%, односно 0,382 Фибоначи левелот, со тоа што гледаме дека постепено доларниот индекс се враќа нагоре. И гледаме дека имаме солидна поддршка која што ќе го задржи, значи она што претходно го кажеме, ќе го кажеме повторно, имаме 50% Фибоначи секвенцата, имаме ова ниво на месечно ниво, затоа што колку повеќе, значи како одредено ниво знаеме дали е силно или не. Значи колку повеќе одредено ниво е допрено, толку е поголема веројатноста дека истото ќе биде скршено. Во оваа ситуација имаме само еден допир од кога истото е пробиено нагоре, ова е неуспешен допир, со тоа што значи и самиот Болинџер бенд дополнително помага за цената на DXY индексот да се движи над овој левел, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, се придвижуваме кон Федералната резерва и низиниот состав. Пред да се придвижиме во тој момент, сакам уште еднаш да напоменам и во Market Cipher, односно како што кажав и претходно, ова е комбинација од сите оние традиционални индикатори кои што ги имаме, но со оглед на фактот дека сакам да заштедам на место и самата комбинација ни дава многу подобар преглед на тоа што се случува на самото добро. Значи ова заоблување на MACD, односно бранот на моментум, постепено се придвижува повторно во булиш диверзија. Она што ви го кажувам, значи да, гледате дека има булиш знаци на биткоин во ред, но има булиш знаци на DXY. Значи ги видовме кои се нивоата на кои што моментално цената се задржа и верувам дека ќе се задржи со фактот дека се многу силни. Следно, значи разминување на базичната сигналната линија нагоре на овој бран на моментум, односно MACD, очекуваме дека ќе добие зелена точка како во оваа ситуација и ќе добиеме следно движење на цената нагоре, посебно со оглед на фактот дека VWAP веќе е заоблен и само што не премина преку нула вредноста, гледаме дека money flow е сосема солиден над нулата. Исто така гледаме сток RSI, кои што моментално базичната сигналата се раздалечени една од друга и веќе коригираше до нулата, така да нема кај да оди, освен нагоре. И гледаме дека RSI се наоѓа под 50, што значи дека има многу голема разлика помеѓу вредноста од 45 до максималната вредност која што може да достигне како во претходните пати кога имавме корекција нагоре до 70 каде што би бил препродаден. Значи гледаме дека сите индикатори моментално во Market Cipher ни покажуваат дека е време за цената на доларот да продолжи да расте нагоре. Што значи дека сите оние пазари кои што се сметани во долари, а тоа се сите пазари во светот скоро, ќе добијат негатива на нивната вредност надолу. Сега, значи тоа е во однос на DXY и техничката анализа на DXY. Значи гледаме дека имаме солидни причини за очекување дека истиот ќе се придвижи нагоре. Значи, нели, гледате, јас ви ги покажувам, ова не е моја измислица, значи ова е едноставно техничка анализа која што ви покажува што моментално се случува со самиот DXY. Со тоа што ќе се вратиме уште еднаш на тој момент дека на 1 и 2 ноември ќе биде одржана уште една седница на Федералната резерва во Америка. Пред да продолжам понатаму, бев критикуван уште еднаш за тоа дека наводно ги гледам само американските индикатори или американските случувања на економската сцена. Значи да се разбереме. Моментално доларот представува резервна валута во светот. Неговото движење драстично ги намалува останатите валути во светот, како што беше тоа случајот со фунтата, која што падна на историско ниво надолу до самиот долар, што никогаш не се случило во историјата на светот. Еврото падна под доларот. Имаме масовна инфлација како во еврозоната, така во Англија исто така, а да не зборуваме за остатокот од светот. Сега,
Да, има некои мали вести кои што помагаат во оваа ситуација, како например тоа дека моментално банката на Канада, значи Централната банка на Канада, не стави голема каматна стапка, како што тоа го прави, например, Америка, само што разликата е во тоа што во Америка има Федерална резерва, а во Канада имаме Централна банка која што одлучува за каматните стапки по кои што ќе позајмува нови канадски долари на комерцијалните банки, што е добар показател дека очекуваат нивната економија да закрепне многу брзо, но еве прост пример. Како канадската економија вас ви делува во пар во кој што вие тргувате долар и биткоин. Значи, кој тргува во канадски долари? Има некој што тргува во канадски долари? Еве, кој тргува во евра? Ретко кој, можеби некој има, но и во таа ситуација. Еврото ќе го земете како да речем почетна ситуација тоа што се случува во светот. Не можете затоа што еврото не представува резервна валута. Значи, секоја трговија во светот со исклучок на оние директни трговии кои што се помеѓу БРИКС и помеѓу Русија и Кина и Иран и одредени партнери кои што ги има, се одвива во долари. Што значи дека не може да ми кажете, ама ја гледаш само американската. Да, нормално дека ја гледам, затоа што сакате ви или не. Доларот моментално представува резервна валута. Што значи колку повеќе ќе се намалува и понатаму вредноста на доларот, толку повеќе, количината на доларот на пазарот, толку повеќе се зголемува вредноста на доларот, а со тоа се потешка и потешка станува оваа светска трговија помеѓу себе, затоа што вас ви се потребни долари за да направите трговија. А колку е долар поскап, толку повеќе од вашиот буџет треба да биде алоциран на купување долари со цел да може да направите основна размена на, значи, добра средства, услуги. Сето тоа се прави со противвредност на долар. Не се прави со противвредност на евра, не се прави со противвредност на јуени, јени, рубли, што сакате земете. Значи, за тоа сакале ние или не, овие моментално случувања кои што ги гледаме во Федералната резерва се исклучиво битни и гледате и сами колку се битни. Значи, јас досега целото тоа што го кажувам за секоја стапка за 0,75% каматна, која што досега ја кажа Федералната резерва и ја качи, гледате дека пазарот постојано паѓа. Значи, тоа не го измислувам, тоа е реалност. Од друга страна, ако толку не е битна оваа ситуација со Федералната резерва, зошто тогаш дури Обединетите нации со подписи од сите нејзини постојани членови бараат од Федералната резерва на Америка веднаш да престане со покачување на каматните стапки заради тоа што ја руши светската економија, ако толку не е битна. Значи, сакам да напоменам дека сакале ни или не, јас сум првиот што би сакала да види Америка како гори до пепел. Но, за жал, тоа е реалноста. Моментално, поголемиот дел од економската размена во светот, значи ако не и најголемиот дел, се одвива во долари, што значи дека што и да се случи на доларот, директно вас ви удира по џебот и вие мора да знаете што се случува со него, за да не ви биде изненадување кога се случи нешто и не знаете од каде се до тоа дошло. Од друга страна, уште една интересна работа во однос со тоа зошто ствари ги гледам, да речем, овие прозападни. Значи, верувате ми, ако мене ме прашуват, јас никогаш не би ни се обрнал внимание на прозападот, а не да ги следам секој ден во однос на новите економски појавувања. Значи, вака, 90% од се што е крипто, без разлика дали е развоен проект, дали е трансакции, дали е менувачница, се наоѓа во западниот свет. Со мали исклучоци со оно што се наоѓа во Азија, но после фактот дека Кина буквално забрани мајнинг на нивна територија и менувачници и криптовалути на нивна територија, имате масовно прераспределување на целата оваа индустрија кон западот, односно кон развиените земји, со тоа што повторно се движиме кон онаа тематика која што јас ви ја кажувам дека сакале ви или не, криптото ви се наоѓа под контрола на долар поради тоа што исклучиво се тргува во долар најчесто, а второ поради тоа што и самите проекти и самата инфраструктура на крипто ви се наоѓа претежно во западните држави. И највеќе каде? Во Америка. Значи, иако ова сега малку повеќе време завзема, што го објаснувам, сакам да ви биде јасно дека јас не го правам ова затоа што го сакам, туку го правам ова затоа што на вистина влијае на пазарот и вие може да го видите тоа преку сите мои претходни видеа, затоа што сум кажал, тоа и се случило. И затоа уште еднаш ќе напоменам, ова следна каматна стапка која што според investing.com, според она што постојано го следиме. Значи, повторно се очекува дека од 3,25 од досегашната каматна стапка ќе порасне до 4, односно 0,75% и 82% од луѓето кои што моментално тргуваат на пазарот и земале оваа анкета веруваат дека тоа е така и дека тоа ќе се случи. Значи, да се разбереме, моментално Федералната резерва нема никакви причини да не ја качи каматна стапка на 0,75%,
Ке напоменем уште еднаш, че нема да ги отворам чертовите, затоа што веќе неколку пати го објаснуваме тоа. Имате кор инфлација која што е највисока во последните 20 години. Имате CPI инфлација која што не се симнува соодветно, односно нејзиното намалување е се послабо и послабо од првичното од 0,6, се придвижува се помалку и помалку надолу. Што значи дека Федералната резерва, тоа е првиот услов кој што треба да го исполни за да може и понатаму да качува каматна стапка, односно дека е потребно да качува каматна стапка, а вториот е невработеноста во Америка да биде под 4%, каде што моментално не само што е под 4%, туку е на рекордно ниво под 4%, иако имаме старт на рецесија. Значи моментално гледаме дека кај нив прво се качи на 3,6, па се симна уште подолу невработеноста, што значи дека они имаат вториот битен фактор за тоа дали да кача каматна стапка или не на нивна страна. Што значи дека Федералната резерва има одврзани раце и комплетно поддршка од сето оно што го регулира на пазарот, да и понатаму продолжи да качува каматната стапка. Значи за тоа ќе направиме подоцна целосна анализа, нели нормално, затоа што исто се случува во среда. Проблемот е што јас во среда, доколку направам самата анализа, нормално ја правиме пред истата да биде на пазарот, каматната стапка, затоа ќе почекаме да биде во среда објавена во ноќните часови, негде околу 8, нормално ќе објавам за тоа кога и како и што. Но кога тоа ќе се случи, следниот ден ќе направиме соодветна анализа. Со тоа што ќе напоменам уште еднаш, до сега од нашите анализи, посебно на DXY индексот, гледаме дека различно реагирала пазарот во однос на тоа кога е донесена 0,75% каматната стапка. Гледаме ќе имаме неколку варијанти во кои што некаде се случува прво да падне, да порасне, па да падне, па потоа да оформи нов all-time high. Во некои случаи имаме пад, па потоа да оформи нов all-time high, но единствено што има заедничко е тоа што има нов all-time high. Односно, колку е поголема каматната стапка, толку повеќе комерцијалните банки се помалку склони кон земање на нови доларни средства за да работат со позајмици, затоа што колку повеќе земаат, толку повеќе треба и да вратат. Односно тоа што кај нив веќе се зголемила каматна стапка на оно што веќе го земале и дополнително приватните физичките лица, институциите, останатите држави во светот, корпорациите, сите се помалку подлежни да се задолжат во ваков момент каде што имаме зголемување на каматните стапки, затоа што прво не знаете колку истата ќе продолжи да се зголемува. А ако доколку вие го земете кредитот, тоа значи дека како се зголемува натаму, така се повеќе и вие треба да вратите се поголем дел од парите кои што сте ги земали. Што значи, тоа е првиот момент на кој што кога ќе се случи, сите овие доларни средства се враќаат назад кон Федералната резерва и на тој начин се намалува количината на доларите на пазарот и се зголемува неговата вредност. А што се случува кога се зголеми неговата вредност? Нов all-time high. Значи после секоја стапка од 0,75 4 пати поред, значи 4 пати поред имаме нов локален all-time high и затоа уште еднаш ќе напоменам, значи јас не гледам причина зашто тоа не би случило повторно. Посебно со оглед на фактот дека се придвижуваме кон вториот момент, а тоа се изборите во Америка, кои што моментално за оние кои не знаат, представуваат midterm elections, кои што сами по себе, значи дел од нивниот House of Representatives, односно тоа би било основниот парламент и Сенатот, односно сите седишта во парламентот се повторно за гласање, односно која партија ќе освои највеќе седишта, како и Сенатот во кој што 35 од вкупно 100 се менуваат во текот на овие избори. Сега, каде е овдека проблем? Прво, гледајте во однос на сите анкети кои што досега ги видов, ова е една од многуте кои што ги погледнал. Гледајте што се очекува да се случи со The House of Representatives во однос со самиот парламент. Значи имаме тешка победа на републиканците според сите досегашни анализи што сум ги видел, затоа што демократите начело со дедото 80 годишен не да испосраа работата за нивната држава. Значи мене ми е мерак да гледам вести секој ден за тоа колку ја посираат работата за нивната држава, но нели, се што е негативно за Америка, ако мене прашувате што се позитивно за мене уопште не ми смета. Но да се вратиме на самата тема. Значи ова значи дека вие уствари имате комплетна смена на политичката сцена во Америка. Ова е најава дека доколку ова се случи и републиканците победат дебело на овие избори, прво може да се случи пресврт во самиот Сенат во однос на тоа кој го контролира самиот Сенат, со тоа што знаеме дека нели со досегашните не може никога да знаете, но нели претежно анализите покажуваат дека републиканците ќе победат во самиот парламент. Повторно, тоа ништо не значи за нас, но значи многу. Затоа што ваквата промена на политичката сцена
зошто е битна за вас и како тоа уствари ќе го удри вашиот џеб. Секогаш гледајте преку таа призма. Значи јас сето ова што ви го кажувам, сите овие податоци, не би ви ги кажал доколку не се битни за вашиот џеб. Како е битно за вашиот џеб? Значи, вие имате огромни корпорации кои што се или приврзани кон едната страна или приврзани кон другата страна. Секаде е така, без разлика која е државата, тоа е начинот на кој што државите функционираат. Со тоа што, значи било кој инвеститор кој што би се дрзнал да инвестира во овој период, би размислил вака. Дали сум сигурен дека ќе тепа едната или ќе тепа другата страна? Во однос со тоа кој ќе победи, нивните корпорации нормално ќе добијат повеќе и на инвестиции, ќе добијат повеќе и на права, и на регулатива, и на се што им е потребно затоа што нивните представници се во парламентот, се во сенатот. Со тоа, значи вие треба точно да знаете што очекувате на овие избори и каде инвестирате со цел да бидете во профит во моментот кога се случуваат самите избори. Додека секој паметен инвеститор што би направил? Значи дури и да имате инвестирано во едната или во другата страна. И што јас се обидувам да го направам, што моментално се обидувам да ви кажам вас дека можеби е една од добрите опции да изберете. Се повлекувате на страна, ги повлекувате вашите пари дури да имате во нешто вложено, ги повлекувате на страна со цел да почекате да видите како оваа војна ќе заврши и на тој начин да одлучите каде вие повторно ќе финансирате откако сето ова ќе заврши, затоа што погрешно бирање на страна, погрешно бирање на корпорација која што е на другата страна може да ви донесе загуба. Значи тоа е главната причина. Сега, тоа е нешто што многу луѓе го размислуваат. Сега ќе ви покажам како. Значи, доколку погледнеме криптопазарот, затоа што криптопазарот ни представува една од најризичните категории во економската сцена на светот. Нормално. Што се случувало во претходните буквално избори, значи во 2018-2014 година, ќе ви покаже дека на вистина, значи во тоа време никој не сакал да ризикува и да земе ризични средства како што е тоа самите криптовалути. Со тоа што ако ги испоредиме, значи еве чисто да видите што се случувало точно во тој момент, значи секој ноември на 4 години добивате нови избори midterm. Значи тоа е запишано и тоа секогаш е на 8 ноември, тоа е мислам првиот четврток или така нешто, не знам, не сум сигурен, но така нешто прилика, каде што на секој 4 години добивате midterm election. Значи тоа е како непишано правило. Со тоа што гледате што се случува на пазарот секој ноември. Значи гледате го. Почетокот на ноември. Така, значи имаме почетокот на самиот ноември, уште до 5 ноември, имаме мал пат на пазарот. Гледате што се случува на 8 ноември, односно од 5 до 12, кога имаме избори. Гледате што се случува понатаму, до самиот крај на овој месец. Значи, конечно утврдување на дното во bear маркетот за 2018-2019 година. Значи, не ви го кажаме со ова за џабе. Досега историјата ни покажала дека изборите во Америка може да бидат многу нестабилни, а посебно за ваков тип на ризични валути, каде што вие не би се дрзнале зошто е тоа така? Вие не знаете онаа партија која што би добила потенцијално на изборите, како ќе се постави криптовалутите. Посебно сега. Значи они се уште немаат регулатива, они се уште не знаат кој ќе биде одговорен на овој пазар. И сега вие најнаш ризикувате, да речем во Америка, и финансирате во крипто, кој што нема никаква регулатива, нема ни кој ќе биде одговорен на ваквиот пазар, во исто време, значи не знаете ни која страна ќе победи и како ќе се постави кон оваа технологија. Еве што може да се случи. Гледате? Значи луѓето се откажуваат затоа што не знаат кој ќе победи. Верувајте ми, тоа не е за џабе, не туку така се случило. Еве да погледнеме што се случило претходниот bear market. Претходниот bear market во 2013, односно 2014 и 2015 година, значи да погледнеме што се случувало во ноември во таа година и да видиме дали тоа исто било и во оваа ситуација. Значи Ноември, значи на почетокот имаме раст на самите први неколку дена, со тоа што во буквално од 10 до 17 почнува максимален пат до крајот на месецот до следното, но значи повторно, иако имаме на почетокот на самиот месец раст од 2 свеки, ние имаме максимално паѓање на цената во текот на ноември и почетокот на декември, кои што исто така представуваат моментот каде што ги имаме изборите во Америка и на тој начин гледаме дека значи нестабилноста на пазарот е максимална кога имаме избори во Америка. Зошто би се дрзнале да ризикуваме кога можеме да речеме да поставиме нашата куповна моќ многу подолу
кога ни покажува до сега два пати поред дека изборите во Америка резултираат со негативно движење на пазарот. Значи, затоа и јас го велам тоа. Значи, ние сепак сме солидно поставени на пазарот, да не мораме да се секираме дали ќе го погодиме дното или не, затоа што веќе имаме алоцирано соодветна сума во длабокиот дел од bear маркетот. Но тоа не значи дека како, нели, наблюдувачи на пазарот нема да се обидеме да ја пласираме останатиот дел од нашето портфолио на 50% на уште понизок момент од овој bear маркет. Значи, затоа уште еднаш ќе напоменам. Ова би ни представувало последниот момент во кој што можеме да очекуваме одреден пад на пазарот, што би бил, ако се вратиме назад, оној спринг кој што можеме да очекуваме, значи она кратко паѓање кој што можеме да очекуваме, со цел да утврдиме конечно дно на овој bear маркет, да утврдиме спринг на оваа формација, која што ќе напоменам уште еднаш, сосема на место мене опште не ми ни текна ни да проверам дали сме во ваков тип на формација, после претходниот онаа пауза во лето 2021 година, што на место ти благодарам уште еднаш Александра за тоа што нели добра идеја на место за ССМ. Ја не знам како опште не ми текна да погледам. Значи гледате, се поклопуваат работите, но мораме да видиме како ќе се движи пазарот. Затоа поставете се со најмал можен ризик. Доколку не сакате да ризикувате, да, ние ќе ризикуваме малку затоа што поставување на 50% на уште пониска вредност за нас би било значителен профит. Иако тоа не се случи, ние се уште ќе добиеме солиден профит со тоа што ќе го алоцираме во некои од овие делови горе, кога ќе видиме дека навистина имаме солиден моментум на бул движењето, како и дополнително доколку видиме дека конечно оние индикатори за лов на дното се променуваат. Значи, ќе напоменам уште еднаш, ние ќе превземеме мал ризик да видиме дали оваа недела со Федералната резерва, низините состаноци и US значи изборите ќе ни помогнат да дојдеме до оној спринг, односно онаа последна точка на дно на bear маркетот и да алоцираме се што ни е останато пред придвижување нагоре, нормално. Значи тоа е она што ние го очекуваме, останува да видиме дали сме во право или не. Со тоа што дополнително мораме да напоменеме уште некои работи во однос на макроанализата, се вратиме затоа што денеска идејата беше да направиме макроанализа, дека моментално се наоѓаме точно на дното на оној огромен канал во кој што се движи самата биткоин формација. Значи чисто да го изчистиме чартот за да може да видите точно што станува збор. Значи само што го допревме дното на овој канал. Гледаме дека допирањето на ова дно најчесто значи и крај на bear маркетот, со тоа што некогаш тоа е малку подолго, некогаш тоа е само еден допир, останува да видиме како ќе биде во оваа ситуација, но ќе напоменам уште еднаш. Овој последен момент каде што би можеле да се придвижиме надолу до или малку под овој канал, верувам дека ќе биде одличен момент каде што би можеле да алоцираме остаток од нашето портфолио, останува да видиме дали сме во право или не. Како што реков, некој од нас е во право. Во секој случај сите сме во право со оглед на фактот дека било кој што останал во овој дел од бул маркетот, во bear маркетот, е во одлична позиција. Дали ќе успеете да пласирате сега 15% по или 15% погоре, нема да направи некоја огромна разлика на крајот на следниот бул маркет, каде што веќе сте алоцирале во сосема долниот дел од овој bear маркет, што е најбитниот момент. И нели уште една работа која што сакам да ја напоменам, а тоа е да видиме што се случува на макро шемата, на она шема која што имаме во однос на макро движењата. Значи, како што кажаме претходно, за оние што прв пат го гледаат ова видео, за оние кои што прв пат ја гледаат значи оваа шема, значи оваа шема ни покажува буквално уште од самиот почеток, утврдување на првиот врв и првиот bear маркет, дека досега, значи според самиот циклус на 47-48 месеци, кој што е уствари и самиот халвинг циклус од 4 години на биткоин, досега значи на точни, како да кажам, на точни моменти, значи на точни сегменти ни се движел самиот bull и bear маркет, што досега два пати е потврдено, останува да видиме дали ќе биде тоа и трет пат потврдено, односно уште по утврдувањето на самото дно, имаме 35 месеци до апсолутниот врв, што е уствари една година, нели, до следното дно. Значи фактички у циклусот од дно до дно имаме 3 години во кои што имаме движење нагору кон самиот бул маркет и неговиот врв и една година движење надолу до самото дно. И буквално така до сега испаднал. Значи халвингот е нормално секогаш на како што можеме да видиме 18-17 месеци во однос на тоа каде ќе прекаши, како што можеме да видиме, но од досегашното гледате. Значи халвингот точно испаѓа така.
Ако ова било дното на пазарот, 18 месеци после него е самиот халвинг, значи тоа може и да го провериме, за оние кои што не го гледаат до сега, че гледа 18 барс, односно 18 месеци. Од самото дно да видиме каде бил самиот врв, значи 35, односно 35 месеци, така, со тоа што во случајот, значи ако ова е дното, од самиот претходно дно до новото дно ни представува 47, односно 48, било кој од овие две свеќи може да ги земеме како дно, затоа што истите се на иста цена, но еве ќе земеме 47, што ни представува буквално 4 годишен циклус на биткоин. Да видиме понатаму. Значи од самото дно до халвингот имаме ако промашив за една, само момент. 17. Така. Од самото дно во 2018 година до апсолутниот врв имаме 35 месеци и од самото претходно дно од 2018 доколку оформиме дно во ноември ќе имаме точно 47 месеци, односно ќе имаме целосен циклус доколку дното е оформено во текот на наредниот месец. И нормално последниот циклус, ако погледнеме од евентуалното дно во ноември до самиот халвинг имаме 17 до 18 барови, нормално во оваа ситуација, и од претходното дно до потенцијалниот следен врв, ако тоа е 35, значи тоа би било негде, гледаме, до оваа ситуација би било негде во октомври 2025 година, што директно покажува нели дека е една година после самиот халвинг, односно во мај 2024 година. Но нели, ова е чисто за да видиме дали тоа би се случило понатаму, да видиме дали ќе се движи по истата оваа, да речем, овие циклуси, дали ќе се повторуваат и понатаму, но сакам да ги земеме први постојано затоа што верувајте ми некогаш многу поедноставно е кога ќе го погледнете вака самиот биткоин и многу полесно е да видите каде се наоѓате во одреден циклус, затоа што истите се алгоритмички предодредени со самиот биткоин халвинг на секои 4 години. Сега, значи сакам уште еднаш да напоменам само уште една краток дел со тоа што традиционалните пазари не се во грид. Значи они веќе има солиден напредок во нивната цена и се наоѓаат во грид, што значи дека за оние кои што се искусни тргувачи, ова е момент каде што веќе луѓето треба да почнат да продаваат со оглед на фактот дека се купува кога се наоѓаме во екстрим фир, а се продава кога се наоѓаме во другата страна во грид. Со тоа што тоа уште еден можеби краток индикатор кој што би можел да ни покаже дека можеби е време за оние кои што традиционалните пазари да размислат што ќе прават со оглед на фактот дека имаше солиден напредок на цената, значи доколку го смениме на SPY чисто за да видите, значи гледате, имаме солиден скок, солиден масивен скок со тоа што се наоѓаме во горната граница на Болинџер бендот и се наоѓаме на во случајов е 100 дневната средна вредност. Да видим само дали имаме некаква разлика на неделно време. Да, и на неделно се наоѓаме на во случајов средината на Болинџер бендот. Значи гледате има доста работи кои што покажуваат дека ово може да биде исто граница како и за традиционалните пазари и ово поле кое што го имаме овдека, иако имаме зелена точка, односно прекашување на моментум, може да се случи ова. Значи останува да видиме, нели, повторно, како што кажав, останува да видиме кој е во право, со оглед на фактот дека јас ќе напоменам уште еднаш, нас ни е оправдан ризикот со оглед на фактот дека имаме алоцирано голем дел од нашето портфолио. Би напоменал на сите да бидат внимателни и да рачунаат што планираат понатаму во следниот период, затоа што имаме многу значи нестабилен период пред нас. Значи ќе напоменам уште еднаш, јас ви благодарам на сите што соработувате со нас, сите ваши индикатори, сите ваши идеи кои што навистина имаат нели корисна, позитивна да речем вредност за нашите анализи, се внесени во истите и со тоа би сакал да напоменам уште еднаш дека и понатаму ќе продолжиме да работиме со заедницата. Ова е ние буквално пружаме рака до сите оние кои што имаат било каков тип на анализа, било каков тип на мислење, значи едноставно споделете ги со нас. Овдека сме да научиме исто како и вас. Некој од нас ќе види точно, некој од нас ќе види грешно. Поентата е да најдеме начин на кој што сите ќе бидеме позитивно на крај. Значи дури кога би биле ние грешка и навистина пазарот би се придвижил нагоре, значи во тој случај ќе го признаеме тоа нормално. Значи секогаш самата техничка анализа подкрепена од фундаментална анализа може да се придвижи комплетно обратно од она што го планирате, затоа што не е секогаш се видливо
како што беше случајот со самиот short quiz, кој што буквално го направи една менувачница, што не може да го предвидите. Значи, вие не може да знаете дека FTX спрема заедно со Alameda Research, кој што е уствари нивниот Shark Team, буквално, значи, спрема ваков тип на short squeeze со тоа што точно ликвидира само на собствената менувачница се што е у shorts. Значи, како може да го предвиди? Не може да го предвиди тоа, не може да знаете дека 30 луѓе кои што се уствари тимот на Alameda Research седат у иста соба и планираат дека ќе направат масивен short squeeze за да бутнат цената на биткоин нагоре. Значи, тоа е нешто што не може да го предвидите и затоа, значи, гледајте да го намалите ризикот и да направите најдобра веројатност за оно што го пласирате на пазарот да има поголем профит за вас. Тоа е најдоброто што може да го направите. Во текот на наредната недела, уште еден од нашите членови од заедницата, кој што сакаше да остане анонимен, кој што е дел од одредена голема корпорација, која што работи исклучиво со клиенти од економската сфера, значи размена на практично така речено ова е маркетинг корпорација која што работи со поврзување на да речем големи компании едни со други во однос на нивните потреби. Сега ни даде детална листа на компании кои што се таргетирани во однос на продажба на соодветни информации за движење на пазарот во наредниот период. Сега, јас ќе направам видео во кое што сакам исклучиво да обрнам внимание, да ви покажам колку сме само мали на пазарот и колку големите играчи и како го прават тоа со цел да го манипулираат пазарот и она што го гледавте ова Wyckoff, значи буквално ова е вистина, ова не е ништо измислено, ова се големите играчи кои што знаат точно што да направат и во кој период и како со цел да направат доволна манипулација за да ве исплашат и да го земат она што вие веќе сте го купиле или да ве натераат да го продајате она што вие сте го купиле. Поентата е, значи во видео кое што планирам да го направам оваа недела, доколку нели немаме некои итни видеа кои што мораме да ги направиме во однос на движењето на пазарот, значи во кое што сакам да ви покажам со соодветен пример. Значи ова беше човек кој што секоја чест на неговата храброст ни ги пружи овие информации, буквално листа на компании таргетирани со соодветни екзекутиви во овие компании кои што нели самата корпорација за која што тој работи има информации точно кои се и што се, да им бидат доставени соодветни информации за одредени економски придвижувања, кои што оваа корпорација која што сака да ги таргетира или останатите компании би сакала да им ги продаде, односно на тој начин да им каже како да пласираат соодветен капитал за да бидат во профит во наредниот период. Значи, тоа е една од интересните работи, јас ќе соверам се што знам во однос на тоа како тоа го прават, како што е на пример самата Aladdin на BlackRock корпорацијата, која што е своевиден Glassnode на professional level, значи зборуваме над сето она што можеме ние да си го дозволиме, но нели, за сето тоа повеќе во самото видео кое што планирам да го направам подоцна, за да ви покажам колку сме мали и за тоа на тој начин да ви покажам дека DCA и намалување на ризикот ви е главната работа на која што мора да се фокусирате кога работите со ваков тип на големи ајкули, затоа што ризикот кој што вие го превземате е главниот непријател против кој што работите постојано. Така да, кога вие алоцирате ваков тип на циклуси, гледајте да го намалите ризикот колку што може повеќе и на долг рок да го зголемите вашиот профит, затоа што тргување против ваков тип на играчи кои што има милион повеќе информации од вас е не неправедно, туку е брутално. Значи, тоа е буквално Давид и Голијат ситуација во која што Давид никогаш нема да победи со оглед на фактот дека Голијат не само што ги има сите информации, туку го контролира целиот пазар. Значи, нели, за тоа повеќе во самото видео сакав само да ви најавам дека она моментално што се случува на пазарот, некогаш без разлика колку вашите анализи се точни, без разлика колку вашите фундаментални анализи се оправдани со соодветни факти, со соодветни вести, како што во случајов ние моментално разговараме веќе саат и 20 минути во изведување на факти пред вас со цел да ви кажеме што очекуваме на пазарот и зошто, може буквално да се придвижи во спротивна насока, буквално само поради еден играч, затоа што истиот има доволно моќ да го смени тоа на пазарот. Затоа ќе напоменам уште еднаш. Бидете паметни, направете собствена анализа, значи ова што јас го нудам, ова што оние луѓе на криптовалути го нудат, многу други канали го нудат, земете го предвид и направете собствена анализа. Никој од нас не може да ви даде значи соодветни финансиски совети, затоа што ние сами по себе ова го правиме за себе си, но го нудиме како идеја за вие да го земете во предвид, односно како едукација и да видите дали може да извлечете нешто од тоа за себе си.
Така да, земете го во предвид, направете соодветна анализа, земете и сите овие детали за кои што моментално ви зборувам, како од фундаменталната, така и од техничката анализа, и одлучете што ќе правите на пазарот, затоа што следните 10 дена ќе бидат критични и вашата поставеност за тоа што ќе правите на овој пазар ќе биде од исклучиво значење за тоа какво ќе биде профитот ваш во следниот bull market. Значи, уште еднаш ви благодарам на поддршката, уште еднаш ви благодарам на овие двајта членови на криптовалути, се надевам дека нема да има негативни мисли, значи ова што го правиме е само за заемно учење, нормално можеби дел од нашата анализа е погрешна, би сакал да ми го восочите тоа за да можам и јас да научам, за да можем и да видам каде грешам, значи отворени сме на критика, како што може видите до сега, се додека критиката е нели конструктивна и наменета со цел да научиме, значи ве молам слободно во било кое време обратете ни се, отворени сме како канал со цел да направиме заедница во која што сите ќе буткаме нагоре и во која што сите ќе допринесуваме како за едукација, така и за профит во овој крипто сектор. Ви благодарам, имајте добар ден, ќе ве замолам за поддршка како и секогаш, направете шер, лайк, комент, што и да може да направите за да ни помогнете како канал, да решиме оваа материја се повеќе низ Македонија и со тоа го завршувам овој видео денеска, недела. Знам дека е викенд видео, но верувајте ми, ова е видео кое што не сакате да го пропуштите. Имајте добар ден и се гледаме во следното. Поздрав од CryptoGaming.